Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Фатмир Битики. Господине Битики, кои се директните последици од политичката криза која трае предолго врз економијата, во која најмногу засегнат е бизнис секторот, зашто на бизнисот му е потребна стабилна и мирна политичка клима, која за жал по изборите и натаму ја нема? Па да, за жал има директна последица, а тоа е стагнацијата на економскиот раст кој што сите очигледно ја гледаме. Ние како Стопанска комора на Северозападна Македонија веќе на неколку пати сме кажале дека таквата политичка криза директно ќе влијае и изминатата година ја завршуваме веројатно во рекордно најниско ниво на економски раст. А од друга страна самото стопанство, самите бизниси се уште продолжува да имаат проблеми со ликвидност, со тековното работење, со неподмирување на договорните обврски, овде вклучувајќи ги државните институции, а и раскинување на договори или поставање на некои договори во стагнација затоа што не може да ги спроведат заради потешкотите кои што ги имаат во нивното спроведување. Дали приватниот сектор е дополнително вознемирено од исходот по изборите и од што најмногу стравувате? За жал, ние гледаме дека и парламентарните избори не донесоа решение и дека продолжува одисејата на проблематични одлуки или неможност да се донесе одлука, а тоа е формирање на една стабилна влада која што ќе продолжи со одредените приоритети кои што за стопанството се и како приоритетни. И затоа велиме дека сметам дека во овој период постизборен би требало малце да преовладее разумот и на реалните потреби, а тоа се економските проблеми кои што не само стопанството, туку и граѓаните ги имаат во прв план наспроти некои тесно партиски интереси. Веќе се навикнавме на промени во институциите и без да се одржат избори. Како го оценувате функционирањето на институциите и дали ти имаат слух за вашите проблеми? Да, веројатно тоа е еден од проблемите што ние како општество лесно се навикнуваме на негативните појави. И самата Европска Унија во својот EU прогрес извештај, а и ние како комора и стопанственици сме рекле дека имаме проблем со неефикасните институции. Минатата година ние правевме при крај на годината едно сумирање на нашето работење и дури гледавме колку мерки или барања сме испратиле до владата и владините институции. И можам да кажам дека имаме некаде позитивен одговор на 7 до 8% од дадените барања до владата. Ако ќе ги видите видот на барањата и мерките, секако тие не се барања кои што реално не можеле позитивно да бидат одговорени, но или имаше доснења крајно вон сите законски рокови, или одговорите беа толку штури и не сеопфатни што секако ние како представници на бизнес интересите не сме задоволни. Како ја оценувате инвестицијската клима и има ли доволно странски капитал кој може да овозможи развој на економијата? Ние видовме спрема некои истражување пред некој ден од БИРН дека ние сме на многу ниско ниво на инвестирање во последните 10 години или на ниво од 547 милиони евра, ако не се лажам, што сметаме дека за Македонија е многу малку и затоа веројатно ако го видиме тој аспект на колку средства се несени како странски инвестиции и од друга страна дали политиката за привлекување на странски инвестиции е адекватна, ние сме кажале дека таа не е адекватна, особено во однос на
мечирање на потребата и понудата која што домашните компании може да ја дадат во ланецот на набавка на странските компании. Сметаме дека сета таа политика за привлекување на странски инвестиции, тоа што е направено и тоа што е доведено не е доволно и затоа резултатите не се тие кои што ги очекувавме од странските директни инвестиции. Со што претходната влада го разочара приватниот сектор и што како приоритет ќе барате од идната влада? Тоа што очигледно освртот беше само на странските директни инвестиции, значи поголемиот фокус беше на странските директни инвестиции, беше разочарувачки, особено што не се направија напори да странските инвеститори се поврзат со домашните компании во ланецот на набавка, беше разочарувачки. Втор сегмент најверојатно е дека и наспротив некој тренд позитивен во кој што ние се движевме, во кој стопанството и стопанствениците беа вклучени во донесување на законодавството за подобрување на нивното опкружување, работно опкружување. За жал во 2016 можеме да кажеме дека тоа беше навистина лошо, скоро во некои истражување што го направивме, скоро 80% на стопанствениците велат дека не се воопшто вклучени во донесување на закони, а ние како комори тоа можеме да го потврдиме дека е тоа така. Сметаме дека е навистина разочарувачки и последно дека за жал не се успеа да се направи адекватна политика, развојна политика за Македонија, каде и кај се стремиме и каков економски развој сакаме да имаме како Македонија. Може ли политичари кои се осомничени за криминал и корупција кои беа обелоденети со бомбите да ја компромитираат економијата создавајќи нелојална конкуренција и други проблеми, и може ли бизнис секторот да се избори против тоа? Ние како комора имаме некои принципиелни односи кон стопанството како такво, но и работењето во стопанството, но и во владата. И кажав, во економската платформа еден од главните принципи ние што ја бараме од следната влада е транспарентност и отчетност, а второ е владење на право. Владење на право затоа што сметаме дека тоа ќе обезбеди и ќе осигура функционалност на сите институции на различните нивоа, ќе осигура праведно и афирмативно спроведување на закони што е неопходно за едно стопанство. Овде нема да навлезам дали истите луѓе може тоа да го направат, но сметам дека ако постигнеме соодветно владење на правото, дека тоа е единствениот излез на Македонија од оваа политичка криза. По неуспехот да се формира влада, некои партии излегоа со предлог за нови избори. Дали тоа ќе значи дополнителна неизвестност за стопанството и планирате ли чекори во тој случај за да се ублажат ризиците? За жал, ако тоа се случи, сметам дека ние, иако имам нависено дека 2017 година може да биде година, последната година и како последица на 2 години политичка криза, да е последна година во која што ќе ги видиме сите последици, сите лоши последици на претходните години. Ако имаме нови избори, тоа сметаме дека ќе биде и текако голем удар за стопанството, дека ние ќе продолжиме со стагнација и дури и регрес на планираниот економски раст. И за жал, ние воопшто не ни мислиме дека тоа би требало политичарите да го имаат како сценарио, затоа што не би сакале да навестиме дека може тоа да значи црно сценарио за Македонија како држава и за стопанството како такво, но сметаме дека можно е да има знаци на црно сценарио, а црно сценарио се знае изумирање на одредени сектори во економијата, што веројатно ќе им требат многу време да се рекуперираат и да дојдат до нормално функционирање. 60% од работниците во Македонија примаат плати под просечната, што зборува за лошиот квалитет на работните места. Какви се состојбите во приватниот сектор и што превземате на тој план?
Ние мораме да се бориме против митот на ефтина работна сила, затоа што тоа преюдицира на сиромаштија, на неквалитетни работни места и затоа ние сме предложили на неколку наврати на владата дека мораме да размислиме за зголемување на минималната плата како предуслов за зголемување на просечната плата, како еден од, да кажем, предусловите во креирање на подобри работни места и привлекување на подобри работници со подобри квалификации во самото стопанство. И нормално, бидејќи циклусот е поврзан со човечките ресурси, привлекувањето на подобри работници ќе донесе на поголема продуктивност, ефикасност во нивното работење, што би значило заживување на самата економија. Ви благодарам на разговорот. Благодарам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.